Од независноста на Македонија до 2017 дека ние не истапивме како активисти и како организација, немаше кој да каже што се случува во приватниот сектор, особено во една индустрија каде што нели претежно се жени, каде што платите беа онака. Првичната дискриминација беше во платите. Ако за останатиот сектор беше 9.000, за текстилната индустрија беше 8.000 и тоа требаше да исполните норма која што ја определил газдата за да дојдете до тој минималец, и тоа беше, можам да кажам, 2017 нашата прва битка, односно да ја покачиме минималната плата и да се тргне тој нормиран учинок од платата кој што ги засегаше конкретно текстилните работници, бидејќи никој вработен, дали од приватен, дали од јавен сектор, не беше стриктно као треба да исполниш норма па да земеш минимална плата. Така да нашата плата на текстилните работнички во тоа време се движеше 6.000, 7.000, 8.000. Така да, ете, баш поради тие некои причини, значи не сум дошла, немам појма од некаде, не знам што се случува и сега ќе зборам нешто за работнички права за конфекционерите, него дојдов баш од тој сектор, така да знам што зборам и знам што правам.